Јас се сметам и себе си за работник, веројатно и вие, медиумските работници и сите. Синдикатите се на крајот заштитниците на нашите работнички права и јас генерално ги поддржувам сите овие заложби на синдикалните организации во Република Македонија и согласно можностите кои што постојат во владата, согласно перформансите и капацитетите на нашата економија, јас верувам дека се остварливи права. И треба да работиме посветено на нив, преку диалог, веројатно ќе има критики, ќе има и незгодни работи, но не треба да се откажуваме и да работиме за тие права. Вклучително, квалитетот на животот не е само примањата, туку и она што представува преокупација на огромен број на наши семејства, работници во државата, а тоа е проблемот со извршителите, кои што, односно со извршните трошоци кои што ги имаат граѓаните. Формирана е работна група, задолжен е потпредседателот на владата Оливер Спасовски да ја координира, каде што учествува правда, финансии, труд и социјална политика и други ресори. Целта е да преку промените на законите за извршување, за нотаријатите и другите законски решенија, се вкупните трошоци во таа структура на извршно решение ги намалиме. И работиме интензивно. Јас верувам дека ќе успееме со тоа што секој треба да се откаже од нешто. На крајот постоиме заради граѓаните. И извршителите и нотарите работат на јавни овластувања. И треба да знаеме преку тие јавни овластувања, треба да имаме чувства за аспектот на социјалната состојба на нашето население и на нашите граѓани. И јас верувам дека преку намалувањето на тарифите, односно вкупно тие 42 тарифи во извршителските служби, на некој десетина, ќе придонесат за тоа. Преку отстранувањето на дополнителните адвокатски трошоци, преку комуналните услуги, смет, вода, телефонија, струја и слично, туку самите служби да можат да ги наплатуват побарувањата, ќе ги намалиме и тие трошоци. Ќе се откажат нешто нотаријатите. И државата ќе се откаже од еден дел од своите приходи, па ќе паднат севкупните трошоци. Тоа ќе важи од донесувањето на овие закони натаму. Но голем дел од нашите граѓани имат проблеми, дури за долгови од 2003, 2007, со огромни камати и слично. Власта и опозицијата, представена преку неколку пратеници, отворија една иницијатива преку вакво законско решение за отпишување на каматите за струја за огромници, десетици и илјадници наши граѓани. Утре го имам првиот работен состанок со тие пратеници, заедно со институциите во државата и нивните представници, ќе се обидеме заедно да помогнеме преку одредено откажување од каматите на соодветни институции, вклучително и приватни, и со државна интервенција да помогнеме на граѓаните и во овој дел. Убаво е што денеска по повод празникот ги давам и овие одговори, заради тоа што допират до огромен процент на наши сограѓани, кои што мачат како да излезат од овој магепсан круг на постојано блокирање на сметките, на никогаш неможноста да се исплатат овие извршителски долгови и трошоци кои што постојат и со тоа не добиваат никаква фер шанса за да го креираат и планираат својот живот. Јас сум убеден дека можеме да успееме. Навистина ми е значена флексибилноста на Министерството за финансии, економските ресори кои што постојат во државата, социјалните аспекти во областа и на трудот и слично. Убеден сум дека ако навистина посветено работиме, можеме да изнајдеме решенија за вакви горливи проблеми кои што беа сфера на интереси на вашето прашање.